Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио. Еден термин во кој нашиот колега Дејан Андоновиќ ќе ги анализира најактуелните случувања од регионот и светот. Меѓутоа, пред да почнеме со разговорот, го повикувам прилогот на колешката Бојана Нојич за историската средба меѓу Владимир Путин и Ким Јонг Ун. Да го погледнеме прилогот, се враќаме назад во студиото. Рускиот претседател Владимир Путин денеска во Владивосток се сретна со лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун. Ова е прва посета на Ким на Русија и прва средба со Путин. Рускиот претседател го прими севернокорејскиот лидер во кампусот на Универзитетот во Владивосток. Тие ќе водат разговор во тет-а-тет формат во присуство на преведувач, а медиумите можеа да присуствуваат само на воведниот дел. Путин на почетокот од состанокот изрази уверување дека посетата на Ким ќе придонесе за регулирање на ситуацијата на Корејскиот полуостров. Тој исто така ги поздрави напорите на Пјонг за нормализација на односите со Јужна Кореја и САД. Дејан, го погледнавме прилогот на колешката Бојана Нојќ, прва посета на Ким Јонг Ун на Русија, прва средба ако не се лажам, со Путин. Има ли информации како поминал состанокот, трае, завршен? Се уште трае, мислам официјалниот дел е завршен, они дадоа некои кратки изјави, меѓутоа за разлика од онај холивудски спектакл пред 2 месеци кога Ким Јонг Ун се сретна со Трамп во Виетнам, каде што беше помпезно најавувано што ќе биде, како се ќе заврши иднината се трасираше. Оваа средба во духот на традицијата на русите, но и на севернокорејците е многу затворена, не се знаат многу детали. Средбата е историска, веста е број 1 во светот. Се среќаваат двајца лидери, лидер на Северна Кореја и руски лидер, за прв пат ми се чини за последниве 50 години кога дедото на сегашниот лидер севернокорејски Ким Ил Сунг се сретна со, ми се чини, Никита Хрушчов. Значи толку историска посета, но и доаѓа во време кога до само пред 2 месеца имаше други средби и пропаднаа преговорите на Ким Јонг Ун со Доналд Трамп. Па се зголемија тензиите помеѓу Соединетите Американски држави и Северна Кореја. Значи, односи кои ветуваа дека ќе се смират одеднашка радикално се распаднаа и со заменувањето на посетата на Ким Јонг Ун денеска во Владивосток и средбата со Путин, американската армија започна воени маневри долж јужнокорејско-севернокорејската граница, воени маневри кои традиционално неколку години се изведуваа. А откако се договорија Трамп и Ким Јонг Ун на првата средба, тие беа стопирани годинава, но поради посетата на Ким Јонг Ун во Владивосток некако се активирани, што дополнително ги зголеми тензиите меѓу двете држави. Ако се вратиме на посетата, Путин и Ким Јонг Ун се согласиле дека треба потесно да соработуваат, што тоа значи ќе видиме. Од друга страна, Путин му сугерирал на Ким Јонг Ун според информацијата од руското МНР дека треба да ги подобри односите со Јужна Кореја и со Соединетите Американски држави, но исто така му сугерирал на Ким Јонг Ун дека Северна Кореја е независна држава и дека треба своите одлуки да ги носи сама, а не под притисок на меѓународната заедница и Соединетите Американски држави. Ке повторам, тензијата утринава дополнително се зголеми со започнувањето на воените на маневри. Ке подсетам, долж јужнокорејско-севернокорејската граница од 1953 година американската армија има стационирано 72.000 американски војници, значи тоа е само војска, да не зборам борбена техника, воени авиони, воени бродови, кои секоја година ги прави заеднички маневрите со Јужна Кореја, и што Северна Кореја го смета како само како провокација, како закана. Ке подсетам, кога се прават воени маневри на едно место, никогаш не си сигурен дали тие воени маневри и воена вежба е можеби почеток на некоја воена интервенција. Така да зголемени се тензиите. Јас лично не верувам дека американците би направиле нешто во ова време, но сепак тензијата е зголемена. Ке видиме како ќе заврши овој самит, ако се земе во предвид дека оној со Трамп пропадна. И она што е уште малку интересно е
написите на западните медиуми, па и на некои источни медиуми, каде што се вели во шега малку, но тоа е трагедија за жал, дека исходот од самитот Ким Јонг-ун Трамп, Ким Јонг-ун Путин зависат судбината на некои севернокорејски дипломати. Ке потсетам, 4 севернокорејски дипломати беа екзекутирани вчера по наредба на Ким Јонг-ун, откако како главни преговарачи на самитот со Трамп не успеа да се договорат за некои олеснувања помеѓу Северна Кореја и Соединетите Американски држави. Сега нека му е мислат овие што преговараат со Русија. Така, следната вест која што всушност ќе анализираме е дека по само 2 дена откако Зеленски седна во претседателската фотелја, Украина ги залади односите со Русија. Се зголемуваат тензиите во Украина, како што и беше очекувано, можеби бидејќи подолго време беше мирно бидејќи беа претседателски избори, па не се преземаа некои дополнителни ни политички ни воени мерки. Зошто се зголемија тензиите? Бидејќи соседнувањето на Зеленски во претседателската фотелја, тој се уште не е ни официјално, не ја презел функцијата. Украинската Рада или нивното собрание усвои еден контраверзан закон со кој се вели дека според устав во Украина постои само еден јазик, тоа е украинскиот јазик, и дека не постои ниту еден друг јазик. Значи, оние малцинства, пред се руското, немаат право да го користат својот јазик во официјално обраќање, во документи, во администрацијата, нешто што изминатите колку години веќе не знам, додека траеше Советскиот сојуз, па и претходно беше на сила. Тоа ги подгреа тензиите, особено на оние делови каде што, ќе потсетам, голем број на руси живеат во Украина, кои со распадот на Советскиот сојуз останаа во украинскиот дел, значи источно Днепар, тоа се областите Луганск и Донецк, таму има голем број на руси, што дополнително ги зголеми тензиите дека само еден јазик има. Ние сме свесни што значи двојазичност, а таму обратно, русите сега нема да може да го користат својот јазик, ќе мора да го користат украинскиот, тоа ги зголеми тензиите. Путин и Москва веднаш возвратија со контрамерка, односно Владимир Путин изјави дека русите во Украина треба да имат поголеми права и поради тоа Русија у наредниот период ќе почне да им издава руски државјанства. Значи, русите во Украина ќе добијат руско државенство за да останат руси. Што па дополнително се врати како контраудар на Украина. Украина, пред се Зеленски и неговиот претходник Порошенко го оценија овој чин на Путин како агресорски, во обид да го окупира оној дел за кој се борат подолго време од 2014 година, значи Лугански и Донецк, кои претендираат да се оцепат од украинската држава и да се присоединат кон Русија. Тензијата е зголемена, ќе видиме. Украина побара и расправа во Советот за безбедност на Обединетите нации, каде што сакаат да истапат и да кажат дека да ја обвинат Русија дека Русија има окупаторски намери. Дополнителни тензии, ми се чини на целата оваа приказна, е одлуката на американската морнарица која упати 2 носачи на авиони во Медитеранот за сега, кои треба да отидат и на кај Црно море. Подобро разложение е дека тие 2 носачи на авиони одат превентивно поради, како што самата американска морнарица соопшти, агресорските намери на руската држава. Повторно велам, некои тензии се случуваат таму, ќе видиме како сето тоа ќе заврши, но сега за сега, значи украинскиот јазик, руските државенска и американските носачи на авиони најавуваат дека можеби у наредниот период може да дојде до некоја поголема криза. Дијан, што се случува на Шри-Ланка? Светските медиуми јавуваат за терористички напад, ни помалку ни повеќе, туку жена бремена, бомбаш самоубиец. Тоа се оние, значи имаше денеска нов обид за терористички напад, имаше експлозија, за среќа нема загинати, но се обистинија оние стравувања кои коментиравме и вчера, ги имаше по медиумите странски, дека покрај оние 9 мина кои го изведа крвавиот напад пред некој ден, каде што загинаа речиси 400 лица, постојат уште 7 луѓе кои се шетаат низ Колумбо, главниот град на Шри-Ланка, со ранци, со експлозиви, со елеци и ранци. Некаде се елеци, некаде се ранци, но не е ни важно. Потенцијални терористи, доведувајќи дополнителен страв, би рекол, во и онака исплашената нација Шри-Ланка, каде што бевме сведоци да видиме како сето тоа изгледаше. Обид за нов терористички напад, вчера се предупредуваше дека постојат можности за уште терористички напади, но за сега
не може да се спречат. Оно што е денеска исто така ново е дека безбедносните сили на Шри-Ланка, односно разузнавачките агенции, ја признаа вината дека е направен превид, почнаа да излегуваат шпекулации дека е тоа направен намерен пропуст и покрај апелот на индиската разузнавачка служба која ќе потсетам во соседство на Шри-Ланка географски, дека има обид за терористички напад, а властите во Шри-Ланка ништо не преземале, така да се отвара дека е можеби направена диверзија во разузнавачкиот дел, се со цел да се упати некаква порака. Која е пораката? Не знам, можеме само да шпекулираме дека е да се внесе страв, да се уништи туризмот во Шри-Ланка, да се внесе страв кај граѓаните таму. И она што е можеби како официјално исламската држава која е презеде одговорноста, ќе потсетам, изјави, тој соопшти дека нападот е изведен како одмазда на оној терористички напад во Нов Зеланд каде што во џамиите загинаа 50 муслимански верници. Дејан, ти благодариме за анализата, верувам дека на македонските граѓани, односно нашите гледачи им стана што ги интересира. Појасни работите на надворешно политички план. Благодариме уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој втор блок Отворено студио 1. Следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова. Отворено студио 1 продолжува во 17 часот со колешката Кристина Атовска.